Надежта не е статична. Надежта е глагол, надежта е Божи повик за мене и за тебе да одиме напред. Да насетиме нешто, имагинативно да се огледаме нешто со не само со нашите физички очи, туку и со очите на нашата душа, на нашето срце и да се стремиме кон нешто. Надежта значи да бегаме од изолација. Наша изолација во некои малечки кругчиња, кога сме сами со себе, во некаква омраза или огорченост, да излеземе и да се вклучиме во нешто што е многу, многу поголемо од нас. Нешто за чие што остварување ни се потребни други луѓе да одиме напред со нив заедно и тоа што го имаме на ум, тоа што го имаме како длабок копнеш, како длабок порив да го оствариме. Што е ако е ова надежта, ако надежта е глагол, надежта е секојаш поврзана и со љубовта. Низ историјата имаме повеќе такви потраги по надежта. Доктор Корнел Вест го гледав сега пред некое време, зборува за тоа дека надежта во античка Грција беше насочена кон мудроста, љубов, сократовската љубов и надеж насочена кон мудроста, да се анализира светот, да се дојде до некои базични концепти, да имаме можност да ги согледаме на работите на еден поинаков начин. Она што е библиска традиција, она што е традиција на Стариот Завет и Новиот, секако во Стариот е онака уште позначена, тоа е традиција на надеж која што е поврзана со хесед, со љубов, која што не е можеби толку зборување и анализа, затоа ни немаме такви аналитички разговори, дискурси во Стариот Завет, туку е надеж која што се живее, надеж која што прави разлика преку чинење, надеж која што реално го менува поединецот и светот. И оно што ние го имаме, и оно што Вест го спомнува, оно што ми е нас блиско на македонскиот народ и на верувам и другите народи кои што се тука во Македонија и на Балканот, ама сега ќе зборам малку за македонскиот народ. Тоа е блискоста со афроамериканците, со црнците од Америка, кои што среде такви мачни околности низ кои што живееле. И ние сме живееле во такви околности како македонци и овде народи на Балканот во тешки околности, и македонците, ако ја слушаме нашата народна музика, затоа е таа блуз музика. Значи нашата народна музика е многу блиска на блузот. Наоѓа начин да тажи, ама наоѓа начин да се надева, да наоѓа убави нешта среде лоши ситуации. И за мене е фасцинантно дека среде еден куп робства, среде шиканирање од кој да и каков да е тип, нашите предци наоѓале начин поетски да се изразат, да создадат, да овековечат длабоки емоции и нешто што е добро. Да сум бистра вода, вели една од тие наши народни песни, или Сариевски кој што ни пее зајди јасно сонце, изборува за миливоста на животот и говори на гората и ја потсетува гората дека всушност незините лисја пак ќе се вратат следната година, ама неговата младост не може да се врати. Оно што за мене беше фасцинантно кај Сариевски беше што оваа песна не ја пее со плачење и во смисол леле ми се појавиле брчки или леле колку бев убав или убава на времето, се нешто друго. Тој оваа песна, ако се сеќавате, ако не може да дзирнете на YouTube, ја пее со една наспевка дека и среде такво соочување со минливоста, тој има надеж и радост. И еден куп други песни македонски, па и пошироко пак ќе кажам на Балканот, кои што наоѓаат убавина, кои што наоѓаат надеж таму кај што има реално еден куп мака и каде што има големи катастрофи, поединечни семејни катастрофи, национални катастрофи, да се опее љубов, да се погледне на некои други нешта и на тој начин македонски блузерски да се опее и да се сврти вниманието од реалноста кон исто така реалност, значи не кон нереалност, туку кон реалности кои што за жал често пати кога сме обременети, кога сме во маки, не можеме да ги приметиме, не можеме да ги согледаме. И всушност за мене што значи безнадежноста? Што значи овој контраст од надежта? Што значи всушност човекот да изгуби надежта? Еден начин како што јас гледам на безнадежноста е кога јас и ти дозволуваме нашата имагинација да биде заробена и да поверуваме во лаги дека
светот е таков како што е и ќе биде само таков или уште полош, дека Македонија е таква каква што е и нема на што да се, дека мора да биде вака, дека Скопје као град е ваков како што е и не може да биде подобар град. И јас сакам да кажам дека тоа се лаги, тоа е всушност заклучок на безнадежноста. Кога јас и ти не веруваме дека може да се случат пробиви со кои што историјата изобилува. Ако ние гледаме светската историја, ќе видиме многу ситуации во кои што многумина сметале дека не се можни одредени работи, не се можни одредени општествени промени и мала група на луѓе, поединец, неколку луѓе започнувале нешто друго и нешто ново и нештата се менувале. И во овој контекст не можам да не се сетам на пасторот, проповедникот доктор Мартин Лутер Кинг јуниор кој што започна едно цело движење, не сам секако читате таа историја, со негови доста соработници на југот на Америка и направи еден огромен пробив и огромна промена во време во кој што во Америка се сметаше дека не е можно да се направи ништо повеќе за правата на оваа популација, на афроамериканците. И затоа безнадежноста е кога јас и ти едноставно сме ги исклучиле категориите на надежна промена, дека нешто може да биде подобро и си викаме работите се такви какви што се, мојот живот си е таков каков што е и јас веќе не сонувам за ништо и јас не сонувајќи за ништо покажувам дека суштински не верувам дека доброто може да преовладее и искажуваме безнадежност, дека ние немаме надеж, дека тоа е што е и на некој начин ќе си ги броиме деновите додека сме на оваа земја и дека така некако и ќе завршиме. Тоа според Библијата е комплетна лага, значи затоа што Бог на многу места во Библијата гледаме како действува и употребува луѓе и потикнува луѓе и сакам денес да се потсетиме дека и јас и ти можеме да имаме, ние можеме да имаме такви поттици од Бога, да направиме работи со надеж дека сееме семиња на надеж и дека тие семиња ќе вродат со плод. Додека сме ние живи или можеби понатаму кога нас повеќе ќе нема, кога ние ќе преминеме во еден друг начин на постоење, дека тогаш ние некои други луѓе можеби ќе ги пожнеат сите оние плодови кои што ние сме ги посеале многу пред нив. И она што е за мене е уште еден знак, значи како ние би знаеле дека сме безнадежни, тоа е отсуство на желба за партиципација. Тоа што го слушам цело време во Скопје, во Македонија, се изморивме више и не исцрпија и политичарите, не исцрпија и сите други, и на работа ме експлоатираат. И тоа е така 10 и 20 години и тоа така ќе си остане и несвесно веројатно таа порака ја пренесуваме нашите деца или наши внуци или кои да се, дека работите се такви какви што се и дека немаат промена. Тоа е апсолутна лага. Тоа е лага и самиот тој став наш, дека ние ќе си бидеме дома, можеби сами или на нашето семејство и ќе си седиме и тука ќе на некој начин нема да се замараме за ништо, тоа е всушност, знаете што е тоа? Ако сум у таков момент или си у таков момент, тоа е знак за безнадежност. Тоа отсуство за желба да се партиципира во нешто што е поголемо од нас е најголемиот знак за безнадежност. И верувам дека ова што сега го зборувам е Божји повик за нас да излеземе од летаргија, да излеземе од апатија и да без разлика на нашата историја овде во Македонија, особено во изминати 30 години, кои што направи, во што све сме учествувале, верувам дека доаѓа време да се исчекори напред и повторно да се бара да се соберат сите сили заедно и да се бара една Македонија, да се копне, да се работи на Македонија, која што ќе биде Македонија на благосостојба и Македонија во која што секој ќе се чувствува како достоинствено човечко суштество, без исклучок. Она што е библиски повик за нас, она што самата Библија всушност ни го кажува е дека Бог сака и дека Бог може. И кога ние зборуваме за библиска надеж, ние зборуваме за тие две нешта, дека Бог сака и ни дава надеж и дека Бог може. И клучниот доказ за тоа, клучното нешто дека Бог тоа го сака и го може е всушност животот на Исус Христос, смртта и воскресението на Исус Христос. Кога Христос со својата смрт ја победи смртта и ни покаже дека Бог за нас има едно поинакво постоење, дека доаѓа време во кое што тој нас не вика да се вратиме кај него, во блискост со него и дека тоа е почеток на еден живот кој што нема да има крај, на еден вечен живот кој што Бог го има подготвено за секој од нас. И кога ние одбиваме партиципација, ние реално треба да сватиме дека сме далеку од библиската волја за нас, од Божјата волја за нашиот живот.
Кога ние одбиваме да партиципираме, кога ние одбиваме да партиципираме во движење или еве во овој случај ќе кажам во црква, ние треба да знаеме дека тоа значи дека сме ние реално далеку од Бог и дека веќе ние кога ние одбиваме да партиципираме, еве конкретно во црква, одбиваме кога немаме надеж. Кога си викаме и да се молам и да не се молам, исто ми е. Кога веруваме дека јас веројатно и не можам да се променам. Тој сум каков што сум и се борам со одредени работи некој време или години и тоа е тоа. Тој сум каков што сум. Не се молиме зашто сметаме дека Бог не ги слуша нашите молитви. Не веруваме дека Бог може да ни зборува. Не сме дел од црква, не одиме на овие наши на црковени собори, на неделен црковен собори, што се викаме нешто. Бог не може да ми зборува. И сите тие нешта на крај ќе се заокружат со една констатација. Знаеш што, уствари, у принцип никој не ни гале за мене, ни како се јас се чувствувам и бла бла бла. И треба да се потсетиме дека кога ние такви партиципации одбиваме, ние одбиваме надеж и ние одиме на страната на безнадежноста и дека ваквата состојба на безнадежност има својства на киселина, хемиски својства на киселина, всушност го нагризува садот во кој што се наоѓа. Нас тоа мене ќе ме јаде. Ако сум ја ваква ситуација, ако јас сум дошол до ситуација да одбивам партиципација во било што, да не сакам да се молам, да не сакам да имам било каков интерес за моите пријатели, за нешто што е пошироко од некој, можеби мој малечок круг, ако јас си викам добро Бог, како ќе ме води, што ќе ме води, ние сме де факто во безнадежност и таа ќе не јаде. Не е таа неутрална, па да си кажеме немам гале, туку таа нас ќе не јаде. И верувам дека денес Бог не повикува да ни ја обнови надежта. Да се присетиме и да знаеме дека Бог може. И јас сум денес целосно уверен дека Бог може. Затоа што Бог е истиот кој што бил опишан во сведоштвото на Стариот Завет, објавен и опишан во Новиот Завет. Ја верувам дека денес Бог може во мене и во тебе да направи нешто ново, еден нов исчекор и повторно да не придвижи. Зошто? Затоа што христијанството не е статична религија, туку е движење. Тоа е настанот е животот, смртта и воскресението на Христос и од таму произлегло едно движење. Луѓе кои што почнале да имаат поинакви копнежи и луѓе кои што разбрале дека Бог се движи помеѓу нас и дека прави нешто ново и сакале да се надоврзат на тоа што Бог го прави, имале различити повици и живееле животи кои што искрено денеска ги читам повторно тие книги во Новиот Завет, како што дела апостолски, се чудам на степенот на возбудливост и на, како да кажам, на реалност со кој што оваа рана црква го свати тоа и продолжи да го живее она за кое што Христос ја повикува. И ние треба да се вратиме на надеж. Треба да се вратиме на надежта која што произлегува од нас самите, дека Бог нас не нема оставено. Дека Бог нас не само што не нема оставено, како знам кај си, ама ај почекаме, туку реално не нема оставено и денес од мене од тебе сака да направи нешто ново и да не употреби на некој нови начин. Јас сум апсолутно уверен дека тоа е денес Божјата волја за секој еден од нас. Понатаму треба да си ја вратиме, треба повторно да ја примиме од Бога надежта за трансформација на црквата. Често пати луѓе ми викаат дали знаеш дека црквата го направила ова историски или го направила оноа историски, или црквата денес дали знаеш дека кај нас во црква има малце љубов или многу љубов, или има вакви ситуации или онакви ситуации. Ќе кажам едно нешто, да се вратиме во црквите, да се вратиме во црквата и да искусиме надеж дека Бог може такви какви што сме, прифаќајќи ни и сакајќи не, да не промени и да не трансформира како заедништво, не само како индивидуи, како заедништво и да не употреби за многу нешта овде во Скопје и на различити начини. Ќе кажам уште едно нешто. Подрече што ни е нас и како потребна надежта и да се потсетиме дека надежта е глагол, дека треба да действуваме. Тоа е наша македонска држава и македонско општество. Таман си викаме не може да биде полошо од ова, секогаш изненадување. Ама ние суштински веруваме дека сме повикани од Бог и можеме да сметаме на Бог, затоа што Бог може. Ја верувам дека може да се создаде една критична маса на луѓе кои што повторно ќе застанат и речат стоп за корупција, стоп за еден куп други работи и дека ќе можеме да исчекориме напред за Македонија да биде земја на благосостојба. Да се направи еден сериозен исчекор во неколку сегменти кои што сметам дека се клучни за секое општество. Прво во сферата на образованието.
Мој копнеш, моја надеж и верувам дека тоа е остварливо. Не сме ние огромна преголема држава, не сме ние, не знам, Индија или која да е друга држава да спомнам, па ние се не знаеме како тоа да го спроведеме. Но ние сме нешто веројатно околу помалку или повеќе 2 милиона луѓе. Во денешни услови со денешна технологија се средува образованието. Не навлегувам во тоа дигитални или учебници од хартија, двете ми се мене добри варијанти, немам проблем нити дигитално да читам, нити со хартија. Зборувам за нешто поинаку и суштествено. Да ние преку образованието градиме нови генерации кои што ќе можат и ќе им создадеме контекст во кој што тие ќе останат во Македонија и со тоа знаење акумулирано и со искуства нека го стекнуваат било каде во светот, повторно ќе го поставуваат прашањето како јас да бидам од помош, од корист за мојата татковина, за земјата во која што сум се родил, во која што сум израснал, во која што сум се образувал. Ни треба образование. И цело време само слушаме реформи, реформи, реформи. Ја мислам дека ќе отидеме во пензија уште и да, образованието има потреба од редовни реформи, ама верувам дека сите ни копнееме за нешто што ќе биде сериозен клучен исчекор. Сериозен клучен исчекор. Во кој што нашиве деца, нашиве нови генерации ќе можат да одат сериозно напред. Втора работа, здравството. Здравство, значи реално здравствените работници не да капа им симном, него со најголема благодарност им се обраќам за се што прават. Значи напори за време на оваа ковид криза и што иде, ама влези во некој од нашите болници и ќе видиш колку е саат реално. Па не може, мислам да не знам, врата на еден хирург или прием на врата да не биде искречена, да не биде бојадисана. Не може да бидат тие простори и ходници како Аушвиц, сиви, како од пред 50 години не искречи. Значи зборам за оние најосновни работи. Дајте да се направи здравствен систем на кој што ќе бидеме горди и таму кај што си викаме нема шанси, нашето здравство вакво е и ако не знаеш доктор, тешко тебе и што иде, не е вистина секогаш така. Ајде да бидеме искрени дека сме имале ситуации со лекари кои што гинале за нас, прв пат не гледале во живот. И ајде да видиме што можеме да направиме и на план на здравство. Значи ајде да видиме како можеме тоа да го напредиме. Два сегмента, имам тука повеќе сегмента, ама доста се тие два сегмента, да имаме добро образование и добро здравство. Значи веќе земјата дава една значајна основа за просперитет понатаму и на економски план, и на политички план, и на многу други нивоа и сфери во нашето општество. Верувам и во едно нешто кое што го чувствуваме како копнеш овде во Македонија, разговарам со луѓе и живееме малце, како да кажам, шизофрено. Разговарам со албанци и албанци непосредно, значи вака, кои што не ги познавам, не бистриме политика, него се чувствува и кај мене и кај нив дека сме согласни дека живееме заедно во иста држава и дека сме дел од една иста држава и дека треба да направиме нешто уште повеќе да си го унапредиме заедништвото. Само знаете ние што дозволивме? Дозволивме можеби најагресивните и најнеписмените и од македонска и од албанска страна да бидат гласноговорници наши и тие што можеби сме помалку вокални, помалку гласни, да имаме да не бидеме приметени, а верувам дека сегментот на луѓе и кај албанци и кај македонци кои што копнеат за фино заедништво, за добар живот, за фер живот, за како да кажам, вредности како што и се живееле овде на овие простори во изминативе векови, дека тој сегмент сме многу поише од тие што секој втор-трети ден ги гледаме, кои што знаат да фрлат нешто запаливо и потоа ние си викаме еве што виснат албанците, еве што виснат македонците, тоа не е вистина. Значи ја верувам дека пред нас постои една страшна можност да ние живееме уште посложно, уште поголемо заедништво. И дека клучот е кога сите ние партиципираме во еден заеднички проект. Дека не сме никој да биде исклучен. Знаете кој е доказ за ова? За ова е доказ нашата фудбалска репрезентација. Од повеќе националности, се не сум ги бројал тачно кој е што, ама еден фин микс, ги гледаме сите заедно, гушнат и идат напред, па затоа Германија виде дека кога една мала земја како Македонија, балканска земја, која што нели во однос на стереотипи, без дисциплина, без што иде, и направивме турли таба усред Германија. И тие показатели кои што тие како да кажам сегменти кои што нас мора да ни дадат надеж. Видете, луѓе, ако ние сме победиле на еден ваков начин со ваков рецепт, професионализам, сите заедно, вклучени со заедничка цел во фудбал, па зошто ние да не победиме во други сфери, во сфера на бизнис, во сфера на било која економска гранка, значи во сфера на образование, во сфера на здравство.
Предност ние што не сме преголема држава. Малку фали. Јас сум убеден и имам реална, како да, дури не ми надеж него стварно знам дека е така. Малку фали, верувате ми, една декада посветена на Македонија, на секој еден од нас. Ние ќе бидеме, знаете што? Мислам дека Европска унија ќе не моли да се приклучиме. И тогаш ние ќе си речеме, знаеш што, може би треба да се приклучиме, а може би не треба. Зашто ние самите добро ќе функционираме. И сето ова е можно, сето ова е значено. Само кога ние еден клучен извор ќе имаме на ваквата надеж. Јас сум длабоко уверен, тоа е мојот светоглед, тоа не го кријам. Јас верувам во Христос и верувам дека тој Бог дека е извор на суштинска надеж. Надеж која што движи, надеж која што не е само доблест, јас сум си дома и добар сум си сам за себе и за другите, туку движи, се впушта во тековите на градот и на државата и на другите луѓе и движи напред и оди напред затоа што Бог е изворот на таквата сила. Имаме тука еден-два текста кои што јас ги сакам. Едниот се наоѓа во книгата на пророкот Еремија, 29 глава, 11 стих, зашто само јас ги знам за мислите, што сум ги смислил за вас, вели Господ. За мислите за добро, а не за зло, за да ви дадам иднина и надеж. Ова е Божјата волја. Ако се прашаш која е Божјата волја за нашиот живот, тоа е Бог да ни даде, дека Божите планови за мене и за тебе се надеж и иднина. Надеж и иднина. Дека тој не сака ние да бидеме заробеници на некаква имагинација која што вика се исто и така ќе си остане и никош не бива, никош нема да се смениме. Не бива. Не, ова никош нема. Не бива. Таа мантра ја мразам и не сакам кога ми ја повторуваат околу мене. Верувам дека Бог има надеж и иднина за сите и има надеж и иднина за сите нас во Македонија. И дека таквата иднина и надеж ние треба да не само да земе како парола, туку да се доближиме до оној кој што дава таква иднина и надеж, до самиот Бог. И ова е негово ветување, ова е негова изјава на неговата волја за нас. Пророкот Исаја, денеска два пророка ќе прочитаме. Пророкот Исаја, за сите нас кои што сме можеби со тек на време изморени од многу работи. Ќе читаме Исаја 30 глава, 30 стих. Само момент. Не се извинам. Ова е Исаја 40 глава 30 стих. Се уморуваат и момчињата ослабуваат и млади луѓе паѓаат. А оние кои се надеваат на Господ ќе ја обноват силата своја. Ќе кренат крилја како орли, ќе трчаат и нема да им биде тешко, ќе одат и нема да се уморат. Ова е едно ветување за сите нас кои што можеби сме биле вклучени во одредени движења на надеж. И тука искрено не зборам само за црквата. Некои биле вклучени во некакви патриотски движења, некои биле вклучени, не знам, во шарена револуција, некои биле вклучени во црква и на еден и на друг начин сме се сретнале со нас самите, во другиот, значи со луѓе и сме се разочарале во луѓе и си викаме нема и толку време потрошив, толку енергија потрошив. Сакам ова ветување дека ние се заморуваме, дека животот е неминовно борба и носи замор кај мене и кај тебе. Ама она што е Божјо ветување е дека оние кои што се надеваат на Господа, тие ќе обноват силата своја и ќе кренат крилја како орли и ќе трчаат и нема да им биде тешко и ќе одат и нема да се уморат. Оние кои што се надеваат, оние кои што имаат надеж во Господа. И јас моето лично искуство со Бог, мојот живот со Бог се сведува на тоа. Јас имам надеж во Бог. Не затоа што сум прочитал дека треба да имам надеж во Бог, не затоа што некој ми кажа дека треба да имам надеж во Бог, туку затоа што секогаш кога сум се надевал на Него, тој никогаш ме нема изневерено. И ако сме денеска изморени, и ако сме денеска више аман од криза, и аман од коронава, и од дискусии за која вакцина е најдобра, и која вакцина и дали треба да се вакцинираме, и вакцери, и антивакцери, и образование вакво, и онакво, и сите они нешта, и тоа све процесирано во некои домашни услови, не можеме да се гледаме, не можеме да си седнеме, да јадеме заедно и да се видиме. Оваа надеж е надежта која што е клучен мотор, клучен двигател
кој што Бог ни го дава и вика вака, ако се надеваш на мене, ако реално ме побараш, ако се помолиш, и сигурно имам и имаш подрече во твојот живот за кој што викаш, ја не можам да помогнам и јас и никој не може да помогне, тука е моментот за јас и ти. Во таквата безнадежност, во таквата изложеност на маки, на страдање, на безизлезност, тука ние да повикаме и да создадеме уште една сторија во која што Бог ќе покаже дека е Бог и ќе се прослави. И ќе доживееме многу нови нешта. Нови нешта, не во смисол на оние Инстаграм нови, сега сум вамо, сега сум онамо, туку ќе доживееме Македонија која што ќе биде Македонија на благосостојба и Македонија во која што секој еден човек ќе се чувствува како човек, како достоинствено човечко битие и ќе може да планираме долгорочна иднина за нас, за нашите деца, за нашите потомци. И јас верувам дека сето тоа почнува, јас сум убеден. Значи, видете, не сум против тоа луѓе што се дури атеисти да имаат вакви онакви планови за Македонија, се дека се тие добри планови и се дека сите заедно сме идентификувале едно јадро и сакаме да го постигнеме заедно. А мислам дека не треба да си доктор на науки за да сватиш што значи за еден човек што значи на еден човек да му биде добро. И затоа возбуден сум за оваа тема, верувам дека се надевам коронава дека веќе привршува и ете прилика за нова шанса, за нова вклученост во сите оние нешта кои што Бог ни ги дава, за вклученост уште поголема во црквата. И јас сум тука за крај тоа да те поканам тебе да се вклучиш во црквата и да бидеш дел од нешто кој што можеби во Македонија е мало по бројки. Црквата за која што сум јас одговорен не е голема црква, ние сме отприлика 30-40 возрастни плюс некои млади деца. Ама верувам дека кога се собираме, кога доаѓаме заедно, Бог ни дава нови импулси на надеж и вклученост во нешто што не надминува сите нас заедно. И мојот живот е тоа. Сакам да бидам дел од таквото нешто, сакам да бидам човек кој што искусува надеж и човек кој што има привилегија да гледа како Бог внесува надеж во животите на другите луѓе. Затоа што надежта е глагол. И тоа значи дека Бог сака ние да се движиме и да одиме напред. Да ги следиме нашите интуиции, да го следиме нашето срце, не само за ние да се себе реализираме, туку за да можеме да создаваме нешта кои што се од поголемо значење за сите нас. Тоа беше мисијата на Христос. Христос дојде не само да си угоди на себе си, далеко од тоа, туку за да се даде себе си за мнозина. И верувам дека тој пример на себе давање во Македонија ќе биде еден посебен израз на надеж и на плодови за кои што сите ние заедно ќе се радуваме.